Papermill информира дека е комплетирана последната фаза од поставувањето на врекестиот филтер за прочистување на воздухот на фините честички прав во фабриката. Врекестиот филтер всушност представува гломазен контейнер од 8,5 метри должина, 3,50 метри височина и 2,50 метри широчина со над 130 така наречени ракави. Филтерот се поставува со цел да ги прочисти и најситните честички прав, а со неговото поставување тројно ќе се намали емисијата на PM10 честички, дури 3 пати под дозволеното ниво, со интегрираната дозвола која ја поседува фабриката, издадена од Министерството за животна средина и просторно планирање. Со тоа емисиите во воздухот од страна на единствената фабрика за рециклирање се намалува до ниво на строгите европски стандарди, односно до 50 микрограми. Филтерот е од најсовремена технологија, а набавката и самото поставување заедно со потребните градежни работи представува значајна инвестиција во вкупна вредност од над 55.000 евра. Со поставувањето на филтерот и новата технологија се создаваат услови фабриката да продолжи со работа, при што емисиите на ситна прашина ќе се намали 3 пати под дозволените гранични вредности. Нашето работење и беше во рамките на стандардите и согласно интегрираната дозвола. Сепак, ние на собствена иницијатива донесовме одлука да инвестираме во врекест филтер кој што 3 пати ќе ги подобри параметрите, со што ќе ги постигнеме европските стандарди. Ние ги следиме европските норми кои се пониски од македонските. Тука нормата е 150 мерни единици, во Европа е 50. Па ако досега сме ги задоволувале тие 150, во моментот се подготвуваме за 50. Веруваме дека со оваа инвестиција, како и со воведување на нови технологии и унапредување на повеќе процеси, ќе можеме непречено да го продолжиме процесот на рециклирање и производство и да ги вратиме на работа 120 вработени. Искрено очекуваме подршка од страна на сите чинители во процесот, изјави Јулијан Даскалов, генерален директор на Papermill Кочани. По поставувањето на врекестиот филтер, според упатствата на производителот, следи период од околу 15 дена пробна работа со цел финални прилагодување на филтерот во рамките на производствениот процес. По завршувањето на овој период на пробна работа ќе бидат извршени мерења на квалитетот на воздухот од страна на акредитирана светска лабораторија одобрена од релевантните институции. Од Papermill очекуваат дека филтерот ќе ги исполни параметрите гарантирани од производителот, пошто ќе следи официјално рестартирање на производствениот процес. Единствената фабрика за рециклирање на хартија во Македонија го прекина производствениот процес кон средината на јануари годинава по решение добиено од страна на Инспекторатот за животна средина. Повеќе од 2 месеци 120 вработени не одат на работа, но добиваат 70% од платата и редовно им се плаќаат придонеси. Нарачките кон комитентите се откажани, со што фабриката претрпува загуби. Во интерес на рестартирање на производството, Papermill инвестираше значајна сума за опрема, за унапредување на технолошкиот процес и дополнително намалување на влијанието врз животната средина и ја интензивираше соработката со институциите и локалната заедница.